Јас бев вработена во приватно училиште и бев бремена. Меѓутоа во еден момент ми се случи вкочанетост на кичмата до неподвижност. Тоа го пријавив на мојот работодавач. Во краткиот период кој што следуваше, јас добив отказ. Работодавачот не смее да го откаже договорот за вработување на работникот за време на бременост, раѓање и родителство, за време на сместување на дете кај посвоител, отсуство од работа за родителство од страна на татко или посвоител на дете, и скратено работно време поради грижа за дете со развојни проблеми и посебни образовни потреби, и спреченост за нега на дете до 3-годишна возраст. Кога на човек му е направена неправда, очекува да има некој кој што ќе го слушне неговиот глас, ќе ја слушне неговата страна. И првенствено, она што го очекував од судот беше тоа, да бидам ислушана, а потоа судот да констатира дискриминација на работно место по основ бременост и да постапи соодветно. За жал, ниту едното, ниту другото не се случи. Но јас немав доволно простор да се искажам, да ги изнесам моите факти. Имаше чести упаѓања во збор од страна на судот и некакви констатации од страна на судот, значи за време на мојот исказ, кои што беа, повторно ќе кажам, дефокус од главната тема. Ќе прочитам оваа реченица од пресудата. Така полномошникот на првотужениот, повикувајќи се на член 101 став 1 од Законот за работни односи, дека договорот на тужителката е истекол заради протек на време и дека тужениот во ниту еден наврат не ја наведуваат бременоста како основ за престанок на работен однос, заради што наводите во тужбата за дискриминаторско постапување се неосновани, паушални и непоткрепени со докази. За жал, овој предмет заврши негативно и првостепено и второстепено. Имаше слична ситуација во која што два пати сличен, да не речам ист предмет како и Искра, заврши позитивно два пати во првостепениот суд, па потоа апелација целосно ја преиначи одлуката и одлучи негативно. Во конкретниот случај, судот утврди дека тужениот имал однесување како постои намера да се дискриминира тужителката поради нејзиниот личен статус, семејна и брачна состојба, односно бременост. Во ситуациите кога бараме утврдување на дискриминација, каде што сакаме да се утврди дискриминација по основ на бременост, личен статус бременост, тие предмети, бидејќи е работен спор, се доделуваат на судиите кои што судат работни спорови. И во многу голем дел од ситуациите, судиите не се впуштаат во расчистување на предметот кој што е основ на тужбеното барање, утврдување на дискриминација, туку се впуштаат во разгледување на работните односи помеѓу работникот и работодавачот, односно тужителот и тужениот. Незаконски е да се отпушти вработена бидејќи е бремена, или таа да се испрати како технолошки вишок, или да се искористи нејзиното заменување на породилно отсуство, за да се оправда нејзиното отпуштање. Конкретно во случајот Искра, судот не се впушти во оценување на фактичката состојба во моментот кога на неа не е бил продолжен договорот за вработување. Мајчинството и создавањето на семејство треба да бидат клучот за едно општество како вредносен систем, и токму таа жена која што изгубила работно место практично е обесправена и во голем дел од случаите остануваат без заштитата која што е потребна да се даде од страна на државата и од страна на судовите.
Македонското здружение на млади правници, досега пред судовите, стратешки има застапувано 4 предмети за нееднакво постапување во работните односи и дискриминација на бремени жени. Од нив, 3 се завршени негативно и 1 позитивно. Правната сигурност е прва, односно воединачената судска пракса е онаа која што ќе им дозволи на граѓаните да имаат поголема сигурност и да имаат поголемо да гаат поголема надеж дека судовите ќе донесат одлуки какви што тие заслужуваат. Мене не ми беше повредено само едно право, правото на бременост. Туку мене ми беше повредено и правото на боледување и правото да бидам известена дека работодавачот планира да го престане мојот работен однос. Така што овие 3 нешта беа комплетно занемарени и од првостепениот и од второстепениот суд и повторно ќе кажам, тоа е многу сомнително однесување и непрофесионално. Низ годините што следуваа, дознавав за се повеќе вакви случаи и лично, да, ми се имаат обратено неколку девојки. Меѓутоа ми се имаат обратено, како да кажам, во тајност. Нели, со оној муабет, ова е меѓу нас, доста исплашени, многу разбирливо, со оглед на тоа како стојат работите, нели, во нашата држава. Едноставно им требаше поддршка во однос на тоа како јас сум постапила, какви се можности постојат, каде да се обратат за помош. Знам за случаи кои што позитивно завршиле. Меѓутоа, да, јас немам доверба во нашиот правен систем од ова искуство. Како би постапила сега, знаејќи го сето ова, нели? Најверојатно не би се обратила повторно на суд. Меѓутоа, пак ќе кажам, тоа не значи дека треба да молчиме, не значи дека не треба да се обраќаме онаму каде што се нуди помош. Се додека молчиме, повеќето од нас, неправдата ќе обстанува.